Хрватска и Словенија од денеска ги олеснуваат рестриктивните мерки за спречување на ширењето на COVID-19. Хрватските власти дозволија од денеска кафулињата да почнат со работа, но со тоа што ќе продаваат само пијалоци за носење. Не е дозволено да се влегува внатре, а оние што чекаат ред да бидат услужени треба да одржуваат дистанца од 2 метра. Не смее ниту да се седи на терасите од кафулињата. Невремето мидија што ја зафати Грција донесе снег, минусни температури во целата земја, затворени училишта како и проблеми на повеќе автопати. Во северна и централна Грција, во областа Епир, во градовите Јанина, Солун, Волос, Лариса, како и на островите Лесбос, Хиос и Закинтос. Поради ниските температури и невремето, училиштата денеска се затворени, а наставата е онлайн. Партијата Самоопределување на Албин Курти оствари убедлива и рекордна победа на вчерашните парламентарни избори на Косово. Според досегашните нецелосни резултати, Самоопределување освои околу 48,22% од гласовите, што преточено во мандати значи 56 пратенички места. Втора е Демократската партија на Косово со 20 пратеници, а на трето место е Демократскиот сојуз со 16 пратенички мандати. Партијата на поранешниот премиер Рамуш Харадинај, Алијанса за еднината на Косово, освои 9 мандати во Косовското собрание, што брои 120 места.